Со надчовечки напори и сета енергија што ја имавме во тие тешки моменти се боревме за секој човечки живот, вели директорката на клиниката за пластична хирургија во Скопје. Во утринските часови на кобниот 16 март сирените на брзата помош ечеа, а најголем дел се упатија на скопските клиники. Сите лекари, медицински персонал и оние кои биле дежурни и оние кои не биле на работа, но за скоро време пристигнале во болниците по ужасната вест. Сплотени, им пружале помош на повредените. Во тие траорни моменти, мисијата им била една – да се спасат сите. Се работеше, никој не гледаше на саат кој како работи. Доктор Георгиевска Павловска вели дека секоја помината секунда била важна при приемот на пациенти. Секако од голема помош им биле колегите лекари од странство, кои брзо, по ужасната ноќ, дојдоа во Македонија. Првите кои што ни дојдоа и најбрзо успеа да стигнат беа тимот од Србија, од Белград, од ВМА, што сакам да сум благодарна, дојдоа, прегледаа, не видоа, рекоа вие сте на прав пат, продолжете. Отидоа во 8 септември, каде што има помал број на пластични хирурзи и они остана подолго време таму. После дојдоа од Чешка тим околу 2 часот по полноќ во неделата вечерта према понеделникот. Мислам дека они ни беа она ветерот кој ти дава малку повеќе сила кога веќе е истоштена. Докторите и сестрите со денови неуморно работат и даваат се од себе во лекувањето на повредените пациенти во македонските болници. Јас сум благодарам на сите кои што дојдоа, на сите кои што помогнаа, пошто мислам дека во вакви катастрофални услови, последици кои што пожари кои што никој не ни може да помисли дека може да се случат, мислам дека ни треба секоја поддршка и да ја прифатиме. Добре дојдено ради тоа што кад повеќе глави размислуваат многу подобро и попаметно. Лекарите и медицинскиот персонал им пружаат целосна нега на 72 повредени кои се хоспитализирани во македонските болници и најголемиот дел од нив се во стабилна здравствена состојба.